На професионалните возачи им дојде преку глава. Утре 2,5 часа ќе го блокираат Скопје со транспортни возила, откако повеќе од месец дена апелираат и испраќаат барања да седнат на иста маса со владата и да најдат некакво решение за деценискиот проблем со гужвите по границите. Последно, пред 10 дена на барање на независниот синдикат на професионални возачи на Македонија било остварена средба и во Царинската управа, каде не наишле на никаква позитивна точка за решавање на проблемите, пошто единствен избор им е револтот да го изразат на улица. Ние како независен синдикат им дававме и на владата и на Министерството за транспорт и врски и до сите други министерства кои што испративме и писмено и електронско барање за да не повика, за да најдеме една заедничка точка, да најдеме едно заедничко решавање, да можеме да го решиме проблемот кој што стварно веќе децениски се вразува во Македонија. Иницијативата Отворен Балкан, помпезно најавувана како една економија за сите, не придонела никако за подобрување на ситуацијата на граничните премини. Цело време функционира само една лента, а често се случуваат технички проблеми, како расипување на вага, пад на систем или немање на струја, што резултира со километарски колони и огромни финансиски штети за превозниците. Ние самите професионални возачи мораме да ги надокнадиме штетите, а исто и така и транспортните фирми. Затоа ние веќе ова е децениски проблем и мора да најдеме решение. Не сме веќе ние зашто задолжени ние да ви плаќаме штетите за некој друг кој што стварно е несоветно работењето по сите гранични премини. По месец дена притисок во јавност, подобрување на ситуацијата имало само еден ден, кога министерот Спасовски заедно со директорката на Царинска управа се прошетаа на Табановце за уште еднаш да кажат дека Отворен Балкан е иницијатива која ќе го забрза протокот на стоки и патници, а се пофалија и со 2 нови ленти кои од излез се пренаменија за влез во земјава. Протестот утре почнува наплан од пред трговскиот центар Скопјанка, па ќе има 15-минутна блокада кај Мавровка, пошто колоната ќе застане пред владата каде ќе ги постават нивните барања.